Состојбите во земјоделството секогаш се во фокусот на вниманието на земјоделците, особено при распределбата на субвенциите и распределбата на средствата од ИПАРД фондовите. Во ова издание на Трилинг со говорник ќе биде Цветан Трифуновски, министар за земјоделство. Министре, добре дојдовте во емисијата. Благодарам на поканата, добро е најдов. Кога сме на релација Европска унија Македонија, зошто се повеќе стануваме увозно зависна држава? Убаво прашање. Македонија важи за земјоделска држава. Јас во минатото имам постојано констатирано и апсолвирано теми од областта на земјоделството. Македонија ги има сите предуслови за квалитетно земјоделско производство, и квалитетно и квантитетно. Меѓутоа сите економски показатели, сите статистички показатели кои што ги следевме изминатиот период, Македонија нажалост го губи епитетот на земјоделска држава, бидејќи сите показатели кажуваат дека за последната минатата година, 2023 година, речиси 1 милиарда евра се увлезени, односно потрошени на увоз на храна. И тоа е најголем дел од храната која што некогаш се произведувала во Република Македонија. Тука да бидам крајно искрен, не станува збор за продукти кои што ги немаме на нашиот пазар, него тоа се продукти кои што некогаш сме ги произведувале, денеска не ги произведуваме. И сега во она што се наоѓаме како држава, навистина до сега загрижува фактот што мораме да трошиме вакви национални средства за увоз на храна наместо да произведуваме. Причините кои се? Прстот го вперувам во погрешните, задоснати политики, немање инвестиции во водостопанството, затоа што знаете дека земјоделскиот сектор за да просперира една рурална средина, еден земјоделец, нормално треба да има и профит во делот на производството, да има услови за работа, да има механизација соодветна, да има системи за наводнување. И вака сега да скратам целата реченица, заради недостиг на конкретни мерки, задоснати мерки, заради тоа што немаше партнер од другата страна кој што ќе биде од страната на земјоделците, се доведовме да Македонија повеќе увезува тоа што произведува. Колкава е искористеноста на европските фондови за земјоделците? Ако мислите на парите од европските фондови, од ИПАРД средствата, значи до сега се искористени негде околу 33%, зборам за ИПАРД 3 програмата. Сега сме у најава да веќе наредниот месец има уште една објава за мерката 7, каде што очекуваме реализација негде околу 45% од средствата кои што се на располагање. Меѓутоа, морам овдека да го нотирам фактот дека ситните земјоделци во Република Македонија, они малите земјоделски стопанства, тешко доаѓаат до овие европски средства, затоа што критериумите се превисоки, условите се преголеми, прегореме бирократијата, и едноставно малите земјоделски стопанства повеќе се надеваат и очекуваат помош од државниот буџет и програмите кои што ги има Министерството, тоа е програмата за директни праќања, класично кажано субвенциите, и програмата за рурален развој, кој што веќе ние од наредната година со буџетот кој што го припремаме, сериозно сакаме да им помогнеме на овие мали земјоделски стопанства, на индивидуалните земјоделци, да ги припремиме за да можат и они да бидат спремни да ги користат овие европски средства. Според одредени податоци, околу 75% од ИПАРД 3 се неповратни средства. Дали доволно се искористени? Заради тоа што ако не се искористат и претпоставам средствата се враќаат. Се враќаат, точно. Јас кажав статистика од ИПАРД 3 програмата, која што треба да заврши до 2027 година, процентот на неискористеност. Со ваквата тенденција и она што изминативе 3 месеци го направивме како реорганизација во платежната агенција, да го зајакнеме капацитетот и да нормално ги искористиме овие средства во максимален износ тоа што можеме. Затоа ги поделив средствата на ИПАРД, средствата кои што ги користат поголемите субјекти во државата и помалите субјекти, тоа се земјоделските стопанства, индивидуалните земјоделци кои што тешко доаѓаат до овие средства и повеќе се со очекување да државата тука им помогне, како што и планираме веќе во наредниот период да имаме и повици од националните програми. Има ли злоупотреба на средствата од Европската унија? Па видете, таму имаше една истрага која што во минатиот период се водеше за злоупотреба на ИПАРД средства, односно апликации кои што биле со сомнителен карактер. Знам дека Европската агенција за истраги веќе во минатиото имаше влезено во агенцијата за финансиска поддршка, се прават некои дополнителни испитувања и нормално сигурно ќе има разрешница. Индициите дека има злоупотреби во делот на исплатата на субвенциите, како од националните, така и во делот на ИПАРД средствата. Зошто тогаш нашите надлежни институции не преземат истраги во овој дел ако има злоупотреби?
Па јас колку што сум информиран, новиот директор на платежната агенција веќе има иницијатива за разоткривање на вакви злоупотреби. Тоа не значи дека ние стоиме со скрстени раце ни изминативе 3 месеци како во министерството, така и во другите институции кои што имавме сериозни индиции за злоупотреба, сега тие се проверуваат и нормално ќе има соодветни пријави, знаете. А градците главно се заинтересирани за календарот на исплатата на субвенциите во земјоделството. Имате ли анализа колку и на каков начин се обезбедува развој и модернизација на земјоделското производство? Видете, класичните субвенции, директните плаќања кои што се воведени уште во далечната 2007 година, ја придржуваат еден документ кој што се вели календар на субвенции, односно за секој земјоделски производ, за секоја земјоделска гранка е детектирано во кој период треба земјоделците да ги добијат овие субвенции за да бидат одредена компензација, стимул или дополнителна помош за да опстојат во земјоделското производство. Изминатиот период тој календар не се почитуваше. Еве јас со моето доаѓање практично исплаќам субвенции од 2022 година, 2021, 2023 и со ребалансот тие средства што ги обезбедивме практично е да исплатиме тоа што некој претходно требал да исплати. Наша обврска е во наредниот период. Зошто претходно не биле вршени исплати на субвенциите? Па видете, затоа што повеќе се креирале популистички мерки кои што биле само на хартија убави за слушање, а во реалноста не биле спроведени. Еклататен пример, например, една од програмите изминативе години е проектирана сума како мерки во самата програма во изnos од негде над 9 милиарди денари. А реалната програма која што тежела, односно била обезбедена финансиска конструкција, била под 6 милиарди денари, што значи дека имаме повеќе од 3 милиарди денари кои што биле проектирани на хартија како мерки кои што требало да бидат исплатени, а не се исплатени. Исплатели така од година во година се трупале обврските кои што не се сервисирале тековно. И сега ние како нова влада, нова гарнитура правиме надчовечки напори во овие тешки времења со состојбата на буџетот. Приоритет се земјоделците, тоа гледате и сами изминатиот период секојдневно, односно секоја недела исплаќаме за останати субвенции кои што нормално ги чекаат земјоделците. Сметам дека погрешното проектирање, недомакинското работење не доведе денеска ние исплаќаме субвенции од 21 година и затоа, навраќајќи се на првото прашање ваше, затоа ни паѓа и земјоделското производство. Покрај немањето инвестиции, програми и така натака, ние доаѓаме во ситуација да имаме празни села, намалено производство и по квантитет. Еве сега за 15 на дена ќе почне откупот на тутунот. Знаете, статистички сме имале некаде над 25-30 милиони килограми, минатата година едва 15 милиони килограми. Значи тоа е практично преполување народот. Заврши бербата на винското грозје, оваа година имаме негде околу 70 милиони килограми. Сме имале над 200 милиони килограми. Разбирате, тоа се сериозни падови кои што нас како држава покрај социјалниот ефект врз земјоделците кои што екзистираат од оваа гранка, имаме и негативен финансиски ефект врз нашиот национален буџет, затоа што сепак тоа од продажбата на тие земјоделски производи имавме девизен прилив кој што ја хранеа нашата економија. Пред 7 години имало 95.000 земјоделци кои конкурирале за субвенционирано производство, а лани тој број е намален за 65.000, една третина помалку. Да, од 95.000. На што се должи овој тренд на пат? Видете, како што кажав, комплексна е материјата, падот се првенствено се должи на тоа што немавме до сега рентабилност во земјоделското производство. Секој земјоделско стопанство, секој индивидуален земјоделец, на крајот од годината, на крајот сезоната која што го прибира својот род, сака математиката да излезе во плюс. Овој пат, изминативе години, секоја математика беше со минус. Вие знаете дека земјоделците протестираа по улици, бара дополнителни мерки и така натака и така натака. И таа негрижа од страна на државата која што практично требаше да даде приоритет на земјоделците како категорија која што се бројни во нашата држава, едноставно ги остави на страна. И затоа бројките паѓаат надоле. Вие земете во најголем дел од државата имаме системи за намуднување кои што се нефункционални. Ако секој земјоделец на крајот од годината треба да направи позитивен биланс во своите сметки, треба да има квалитетно и квантитетно производство. Ако немате вода како ресурс, вие не може да произведете доволна количина на земјоделски производ, кој што во математиката ќе ви биде дополнителен приход. Значи, такви некои елементи кои што се од суштинско значење, а се во фаза на нефункционалност, доведуваат до намалување на бројната состојба. Покрај тоа, изминативе години мораме да кажеме дека и развојот во руралните средини застана. Вие не е доволно само да обезбедите во едно село да имаме загарантиран откуп и добри откупни цени. Ние треба во тоа село да имаме и амбуланта,
Треба да има патна инфраструктура, треба да има квалитетна вода за пиење, ме разбирате, треба градинка, треба училишта да има, за да едноставно ги задржиме луѓето во руралните средини. Во изминативе години јас не сакам да бидам руралните средини се повеќе се празни, се празнат. Не, јас не сакам да ме сватите дека сега сум преполитички настроен према сегашната опозиција, само кажувам реалната состојба. Тоа се реалните ситуации. Затоа велиме дека селата се испразнуваат, односно се намалува бројната состојба на земјоделците на ниво на држава. Рековте ве од 95 на 65, тоа е едно кочани ние го немаме како земјоделци во државата. Ако тенденцијата на светот во наредниот период е да се обезбедува квалитетна и доволна количина на здрава храна, практично вчера беше светскиот ден на храната, ние како држава која што ги имаме трите основни најдобри услови за квалитетно производство, тоа е квалитетна почва, доволно сончеви денови во годината и вода како ресурс која што нажалост не се менаџира како што треба, ние треба да се доведеме во ситуација да молиме од соседните држави или не знам од каде да увеземе храна за да ги прехраниме нашите сограѓани. Тоа е навистина на ниво на една катастрофа. За мене како министер некој изминативе 7-8 години да дозволи да молиме за увоз на пченица од соседна Србија, а нашите полиња да останат необработени е на ниво на катастрофа. И затоа ние сега во овој брз период од 100 дена влада работиме на санација на некои од тие штети кои што сме ги наследиле и веќе работиме на сериозен план како да стартуваме 2025 година подготвени со сериозни мерки, проекти, програми кои што заедно изминативе месеци и веќе до крајот на годината ги работиме со земјоделските здруженија. Министерството, владата е партнерот на земјоделците и сите чинители во земјоделскиот сектор. Пред речиси секој откуп сте под притисок кај производителите за раст на цените, како се обезбедува поврзаноста меѓу производителите и преработувачите? Видете, Министерството како институција треба да биде медијатор помеѓу двете категории, односно од една страна се земјоделските производители, од друга страна се трговците, преработувачите, фабриките кои што го преработуваат земјоделскиот производ и Министерството како медијатор треба да посредува во тој процес. Успех ќе биде за мене како министер, кога тој процес ќе го договарат самите земјоделци помеѓу нив. Во овие тешки услови, кога сега имаме практично недоверба од едната и од другата страна, неминовно е ние како министерство да се вклучиме и да учествуваме како медијатори на целиот процес во делот на договарање и утврдување произведна цена нормално и преку земјоделскиот инспекторат да следиме откуп на самиот процес за да нема заобиколување на правилата кои што во моментов постојат. Да, сметам дека треба да има одредени редефинирање на законските и подзаконските акти за да го допрецизираме процесот на производство, односно откуп на земјоделски производ, што ќе значи и навремена исплата и цени кои што треба да бидат согласно економските правила. Може ли да гарантирате дека од сега па натаму ќе има навремена исплата на субвенциите? Видете, тоа е наша обврска. Едно е обврска, дали може да... Да, ама нема тука што да се гарантира. Обврската значи дека мора да се почитува. Затоа на почетокот кажав, имаме календар на субвенции кој што треба да се почитува. Жалам што наследуваме огромна финансиска дупка во буџетот на Министерството, каде што сега ние со надчовечки напори мораме да вратиме ситуацијата во една позитивна нула. Знаете тоа колку е тешко да имате долгови кои што претходно некој требал да ги сервисира. Меѓутоа, ние сме убедени, нашиот план е сериозен. Премиерот дава приоритет на земјоделството затоа што кажав, тоа е наша битна економска гранка во државата. После секоја исплата на субвенциите, како по правило, расте купувањето на станови. И да вулгаризирам сепак како да се обезбеди реинвестирање во механизација на или преработувачки капацитети. Видете, ако мислите на делот на исплатата на субвенции дека се врши набавка на други материјали, а не за земјоделска намена, мислам дека тука треба да има одредена корекција за тие средства да се наменат во земјоделски цели. Меѓутоа, кај го гледам проблемот досега, проблемот го гледам во тоа што немало доволна контрола кој се зима за субвенции во државата. Значи, знаете дека оние два случаи кои што јас ги објавив како министер, кои што претходно ги имав како индиции, видовме и бевме сведоци дека одредени фирми земале субвенции од државниот буџет, а воопшто не произведувале храна. Имаме делови на државата каде што во изминатиот период не се контролира бројната состојба ниту на пчелни семејства, ниту на бројот на овци, крави и така натака. Каде завршувале средствата? Па еве, од овие два случаи гледаме дека завршувале во приватните сметки на одредени лица кои што постоеле во нашата држава, а не кај вистинските земјоделци. Ако вистинскиот земјоделец кој што ги добива субвенциите, верувајте дека тој ги искористува за земјоделска намена.
Не ги искористуваат за купување станови или за некаков луксус. Може би купуваат тие кои што не обработуваат и не живеат од земјоделска дејност, а одредена причина веќе користат субвенции кои што ги добиле по некој неоснован, односно неправилен процес. Дали мафијата ги контролира аграрните пазари? На која мафија мислите, не знам. Некоја мафија која што постои во државата? Вие што мислите? Видете, во моментов на пазарите се продаваат земјоделски производи кои што се помалку се продаваат од примарните земјоделски производители, а се повеќе се продаваат од трговците. Таа мафија која што спомнувате, ако мислите на онаа мафија во струмичкиот дел која што е најизразена, која што некогаш популарно се нарекува и зелена мафија, тука морам да потенцирам дека сите во процесот на откуп не се луѓе кои што ги злоупотребуваат правилата, таму има и честни играчи, да не ми се налути публиката која што ќе ме слуша, меѓутоа има категорија на откупувачи кои што можете да ги наречете така организирана група која што работи на штета на трудот на македонскиот земјоделец. Тоа значи дека откупуваат поевтино, односно многу под производната цена, а продаваат надвор од границите многу поскапо. И онаа разлика од намалена откупна цена, односно нерентабилна до продажна, таа разлика огромна која што се јавува останува во нивните приватни џебови, затоа тие гледаме дека секоја година завршуваат со некаква реинвестирана добивка во некакви луксузи кои што ги имаат. И затоа реков уште во текот на дискусијата дека планираме одредени редефинирање на правилата кој се може да биде откупувач, кои правила треба да се испочитуваат за да биде заштитен трудот на земјоделецот. Мојата обврска е да ја заштитам категоријата земјоделец во Македонија. Знаете, сега ако прашате некој земјоделец да ви каже дека е земјоделец, тој ќе ви го каже со потиштеност, со срам, со нелагодност, затоа што секој во државата го доживува како некоја социјална категорија. За мене како министер успех е биде и работиме на тоа, не јас како министер, него целата влада, да категоријата земјоделец се кажува со епитет. Покрај повозрастните, тука сакаме да ги убедиме и помладите генерации кои што треба да се занимаваат со оваа благородна професија. Производството на храна е многу битно во наредниот период. И затоа ние, повторувам, со нашите мерки, проекти, индици кои што, односно интенции кои што сакаме да ги спроведеме, да го зголемиме овој број кој што е намален од 95 на 65. Во таа категорија да внесеме и нови, односно помлада генерација на производители, кој што ќе значи обновување на процесот на земјоделско производство. До кога ќе бидеме увозно зависна држава од храна? Видете, ние не можеме за 100 дена да направиме од увозно зависна да направиме Македонија да биде неувозно зависна. Меѓутоа, тој процес можеби ќе биде со одреден временски период. Она што ние како ќе земам само еден пример што работиме како влада. Донесовме интервентна мерка за дополнителни 3 денари за килограм предадена пченица. Таа мерка е донесена се со цел да им помогнеме на земјоделците, сега бидејќи сме на прагот на есенската сеидба, да ги зголемиме површините под пшеница. Тоа ќе значи поголем квантитет. Паралелно работиме на контролата на семенскиот материјал кој што се продава во државата за да биде согласно правилата, да нема злоупотреби. Работиме на контролата на вештачките ѓубрива и работиме на мерки кои што ќе ги имплементираме веќе од 25-та година, а крајната цел ќе биде зголемена површина под оваа најбитна стратешка култура, односно ќе имаме зголемено производство на пшеница. Така го враќаме квантитетот кој што од друга страна ќе го намали увозот кој што треба да се случи. Работиме веќе, како што знаете, и на откуп за стоковите резерви на нашата домашна пшеница, да не се увезува од странство и да се плаќа премногу скапо. Дополнително веќе се размислува и како да се измени моделот на набавка за стоковите резерви, да го прави државата на многу полесни процедури. Тоа се активности кои што во наредниот период, веќе од наредната година, ќе се осеќаат дека Македонија го зголемува квантитетот на сопственото производство, нормално квалитетот треба да биде задржен, а од друга страна ќе значи намален увоз на храна. Овдека морам да потенцирам и сакам да поентирам дека ние и Агенцијата за храна и Инспекторатот за земјоделство веќе правиме засилени контроли на граничните премини што се влегува во Македонија. Изминатиот период мислам дека повеќе од сигурен сум дека во Македонија влегуваше небезбедна храна и нашите сограѓани јадеа небезбедна храна. Затоа домашното производство го зголемуваме, имаме квалитетен земјоделски производ, контролираме што влегува во Македонија за да ги заштитиме нашите сограѓани да не јадат квалитетна храна, неквалитетна храна, а од друга страна го штитиме целиот земјоделски процес. Значи тоа е една комплексна активност која што се води на повеќе сфери за да има ефект зголемување на нашето домашно производство. Благодарам за издвоеното време и гостувањето. Благодарам и на вам.
Следете разговор со министерот за земјоделство Цветан Трипуновски. Кратка пауза и продолжуваме понатаму.